Односно мониторингот на радиофреквенции, значи го теке тендерот за набавка на мониторинг опремата и софтвер и предвидено е новиот мониторинг систем да биде интегриран со софтверот на ЕВС Телком, да бидат ставени во единствен систем, кој ќе биде, значи системот ќе овозможува споредба на измерените податоци со пресметаните. Значи преку Монитор Плюс може да се прават пресметки која би било очекуваната вредност од некој предавател во определена точка. И со мониторинг опремата ќе се измери, се дава некој ранг, толеранција 5 децибели или 10, колку тоа зависи од мерењата, од операторот, и се утврдува дали уредот е во согласност со податоците од одобренијата. Значи дали го почитува нашето одобрение и на крај ќе се овозможи, значи, чист радиофреквенцијски спектар и полесно откривање на нелегални корисници на радиофреквенција, доколку ги има. Тука во наредните два слайда има ставено, значи, кои би биле основните придобивки од имплементацијата на софтверот. Значи, планирањето го вршиме со помош на софтвер, до сега немавме никаков софтвер, значи тоа е голем напредок во работењето на агенцијата, со користење на дигитален модел на Република Македонија. Процесот за планирање и издавање на одобрение е автоматизиран и може да се следи, значи, за секое барање во која состојба е, дали е внесено во системот, дали е дадено на техничка анализа, дали е завршена техничката анализа, дали е пресметано на местокот за фреквенции, значи потполна следливост за секој одобрение, за секоја апликација, бидејќи уште не е одобрение, се извинувам. Потоа, до сега, значи, издававме, што ни беше најголем проблем при имплементацијата на системот, издававме, значи, посебни одобренија за секоја точка од линковските врски. Сега со софтверот, значи, колегите знаат, операторите веќе почнавме со издавање на едно одобрение за целата линковска врска, што ќе ни го намали бројот на веќе издадени одобренија во базата. Значи, од 6000 очекуваме да бидат негде околу 3500 одобренија и тоа ќе придонесе и бројот на фактури сметководство, значи обемот на работа и таму малце да се намали. Потоа има можност, значи, придобивка ќе биде и онлайн проверка на статусот на издадени одобренија, значи секторот за контрола и мониторинг ќе може онлайн да провери дали за некој одобрение е поднесено барање за измена и каква измена е побарана. Што до сега не беше можно, користевме телефонски јавувања, дали е поднесено барање, што барале, сега преку системот може автоматски да се гледа. Исто така се по системот се води евиденција и кој оператор, мислам, кога кажам оператор, кој корисник на системот, што има направено во системот, значи има лог фајлови за секој издаден документ. Имплементирано е, значи, автоматско генерирање на допис пред истекот на одобрението. Значи, согласно законот, во рок од 3 до 1 месец пред истекот на одобрение, треба да се побара продолжување на одобрението. Сега автоматски ќе ги известуваме, значи, корисниците дека му истекува одобрението, ако сакаат да си го продолжат. Исто така и генерирањето на известувањето пред повикување на одобрение, доколку не е платена фактурата за годишниот надоместок за користење на фреквенции, и тој процес исто така ќе биде автоматизиран во системот. Потоа за интерфејсот кон сметководствениот систем што го имавме во агенцијата и базата на податоци за издадени одобренија, се автоматски ќе се генерира налог за креирани фактури и тој истиот налог ќе биде преземен од сметководствениот систем на агенцијата, со што
ќе се избегне веројатноста за појава на грешки. Потоа со алатката Crystal Report, значи ќе можеме да генерираме најразлични репорти кои што се потребни во секојдневното работење на агенцијата. Ова го кажам, значи во делот на мониторинг, значи може да се прави споредба на теоретски пресметани параметри, измерени параметри од одобрение за користење радиофреквенции. И секако тука се на меѓународен план, значи сите активности што треба да ги врши агенцијата, нотификација на издадени одобренија, координација на доделени фреквенции, интерфейс кон ЕФИС-от, HCM агриментот и уште многу други функционалности. Значи, на крај кои би биле главните заклучоци по однос на целокупниот систем. Значи, со системот се обезбедува автоматизација на процесот на издавање на одобрение за користење на радиофреквенции. Постапката се одвива со прецизно дефинирани технички анализи во согласност со препораките на ITU-R и секогаш ќе се користи иста процедура при издавање на едно одобрение во определена радиокомуникацијска служба. И ќе големиме, значи, ефикасноста во работењето на целиот сектор. Кои би биле планирани надградби на системот? Значи, прво се надевам дека следната година ќе успееме да имплементираме лиценцирање. Што би значило тоа? Значи, операторите онлайн да си поднесуваат на веб порталот на агенцијата, да си поднесуваат барање за издавање на одобрение, директно, значи, ќе го внесуваат во SMS системот. И барањето си ги поминува сите процедури, почнувајќи од проверка на комплетноста на барањето, техничка анализа, техничко одобрување на барањето, пресметка на надоместок и издавање на одобрение. Исто така, во план ни е и да направиме графички приказ на, значи, корисниците кога ќе дојдат на веб страната, сега имаме регистар на издадени одобренија. Во иднина да може тој регистар да се прошири со графички приказ на конкретно одобрение. Доколку корисникот кликне, значи, например, на едно одобрение, да го однесе на Google и да му ја покаже точната локација кај се наоѓа предавател. И други исто така надградби кои што во меѓувреме ќе имаме потреба да ги имплементираме. Благодарам на вниманието, ако има прашања. Додека сега таму имав некои прашања да појасниме, почнавме со работа со системот, веќе од 1 април, ако не се лажам. 1 март. Некои од вас кои што се оператори веќе имат забележано дека приметени се нас одобренијата, тоа се генерирани од новиот систем. Дали има некои прашања во однос на претходната презентација, видов? Поведете. Моето прашање се мислува дали податоците што ќе бидат внесени или што се веќе внесени по овој систем ќе бидат ставени на располагање на останатите системи. Конкретно мислам, нас интересира поставеноста на антенски столбови и нивна висина. Таа информација е изработка на визуелни мапи за летање во Република Македонија. Потребни се пречки да ги идентифицираме и така база да сега никако не се можеме да најдеме одиеренски веќе. Ако ги систематизирате сега антенските столбови во Македонија, дали тие информации би биле достапни, во која форма и во кој Јане? Значи, вака, системот не содржи информација за антенски столб и колку е висок столбот. Системот содржи информации само што нас ни се потребни за планирање на радиофреквенции. Значи, на која висина е поставена антената. Меѓутоа, целата висина на антенскиот столб нема да ја содржи во овој систем. Тој податок ќе се содржи во атласот што се подготвува од страна на секторот за телекомуникации. Да го намене пред малку на презентација за атласот на
електронскиот регистар за електронски комуникацијски мрежи кој што се развива во агенцијата. Господинот Игор Ангеловски од секторот за телекомуникации веќе е објаснил дека во постапка на набавка на софтвер сме за таа услуга и се надеваме дека до крајот на годината ќе почнеме да ја имплементираме таа услуга и ќе бидат јавно достапни податоците до сите корисници. Се разбира со некои ограничувања за доверливост на податоци и така натаму, кои што може да се видат и во правилникот кој што веќе е во сила за електронскиот регистар. Имате дополнително прашање? Повеле? Само микрофонот. Добро, могу и без микрофон. Да, преведувачките. Само везано поменули сте сад овај правилник о електронском регистру. Значи само електронском, нема ту писаној форми регистар, така? Не. У писаној форми не морате да водите регистар или се води во агенција? И сега имаме ние во пишана форма регистар. Меѓутоа не е структуриран и не е како што треба. Да питам затоа што е код нас и описано, е тоа се чини судишно овај. Досега кај нас, како книга роđених или тако, се описују податоци се. Досега ги имавме, ги прибиравме сите податоци во пишана форма. И ние ги чуваме. Меѓутоа во пишана форма не можеме да ги ставиме достапни до јавноста, достапни до операторите, а на крај на краиштата и достапни до нас. Затоа во случај ќе нам користите до 10 минута каснije да видиме тоа како се ради и да код нас нека искуство. Не се може многу испред нас. Тука ги имаме луѓето кои што го работеа тендерот, правилникот за електронски регистар, тендерот за електронскиот регистар и луѓето кои што треба да го имплементираат, така да имате шанса да разговарате целосно за тоа прашање. Дали има дополнителни прашања по однос на презентацијата на Јане? Нема. Благодарам.